razni zemlji vedeni i jaz, kako site ludzie obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, ima sonce i race i den. Običen, tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, ima sonce i race i den. Običen. Što misliš? Će uspjeti? Što da mislim? Na ova masa i ova država nikoj poveće nego respektira moje to mišljenje. Ajde, trpe, što zboriš така? Ti сварив чај од камилица, ти сварив. Го сменив каналот да не гледам мојата серија, ти за да гледаш вести, го сменив. И ми рече да не ти раскажувам што сум сонувала, не ти раскажувам. Зборувам за сериозни работи. А? Добро ме подсети и ти го измасирав грбот. За друго зборувам, траве. Знам што зборуваш. Те разбирам. Ама, што и да кажам, ќе сгрешам. Мајката. Проблемите растат, ние се смалуваме. Настаните летаат како на филм. Само седиме дома и кукумјавчиме. А што да правиме? Па да излезевме малку, да се излуфтираме. Така да одиме во кино. Па нели бевме еднаш? Знам дека бевме, ама во меѓувреме измислија извучен филм. Абе, што сакаат нека измислат? Јас ќе излезам од овде како ќе умрам. Пупу, ајде мрдни се од местото. Ајде бе, трпе. Какво умирање? Знаеш колку работа не чека. Добро, ќе кречам. Ама да не ми закркуваш. Добро, баш. Уста нема да отворам. Само вака да ти кажем, малку да биде потемна нијансата на зидовите за да двојот таванот и тоа чешовите кои ќе ги правиш. Нема да биде така криви. Се мислам дека ни се зидовите искривени. И ќе земеме еден најлон поголем за да го покриеме на мештар. Што мислиш, а? Мислам дека нема да кречам. Тој Нов Зеланд. Што земја е тоа? Толку тешко даваат виза, англиски јазик се полага по телефон. Ама и мене ми е сомнителна. Земја што примила 5000 македонци, неќе да е во ред. Мора да има проблем некој. Толку многу ги има? 5000. 2000 се скарани. Па да им кажеме на децава наши да се дружат само со тие што не се скарани. Нормално. Не мора да одат на крај на свет за да се кара, можат и тука. Ај тргне ми ова сметкава. И ја ќе паднам во несвес. Траве. Нема да се грижиш за сметкава, имам некој црн фонд. Имам и јас. Знаеш, тоа што си штедев за бунда. Не морам да купам бунда. Добро, сметката ја решивме. За другото што правиме.
Не знам. Се ми е испомешано. Милиарда прашања. Ниједен единствен одговор. Троле, како ќе живееме без децата и без внуците? Не знам. Не ме прашувай, не знам. Ајде се надеваме, па може нема да успеат да отидат. Ова ми е задња чаша што ја пирам во животот. Зошто не ти се работи веќе? Се работи. Ова крминиве му ништија, кај ги купуе? Зависе. Некој ги купува во Рим, Париз, Лондон, а некој пак на бит пазар или зелено пазарче. Има некој наш човек таму? Нема. Затоа и не добиваме разгледници. Као кафето. Субере, братче. Ама и фризурава ти е петка. А каош на стрижење? Нигде. Од вчера почна да ја чешнам козата. Ставам. Ставим едно кафе и вода, обична. Сега. Кој е овој? Не знам, прв пат го гледам. Ама ко за прв пат нешто многу се загледа. Абе, не знам, мислам дека се препознав кога го знам од некаде. Абе, многу чуден тип. Ми личи на пилот. Повели, докторе. Секој ден доаѓа. Пие едно кафе и 2 кофи вода. А што прави во животот? Студира медицина. И овде во кафеџе. Па нема членска за библиотека. Видел кај сте со таа работа? Па, на Благица и доцни, ама не знаеме дали од писмените или од Дижа. А кој е тоиже? На Галено. Од Игор. Дечкото. На Галена, а тоа сте у таква состојба. Ама уште го стакам. А да почнеш да го мразиш малку? Сега треба да одиме на гинеколошки преглед. Требаше да одиме порано, ама не можевме да ја најдеме книшката и загубила некаде. Дома се испреврти и нигде ја нема. Губиш дечко, нерви, книшка. Тоа се важни работи. Морајце знам, ама тешко е без книшка. Е, сега затоа треба да одиме во приватна ординација, таму се наплаќа прегледот. Колку? Па ни фалат уште 500 денари.
Колку кошта? 500 денари. Цаци? Не сакаш? Много. Колко много? В огромни количини. Стварно? 100%. Полък с тия витлери, се джунка ви направи на глава. Добро, бе, Цаци, ама трябва да ме сватиш. Мислам, аз кога съм во твоя близина, не можам да се контролирам. Знам, али kad smo rodski zagrali, izbjegavaju Vitleri. Pa dobro, shvaćaš li ti дека с фризурава ја правам само за тебе? Što ti je sudbina? Čovjek ne znaje kude i kad ke ga strefi taj ljubav. Ljubav i kašljica. Не може да се скрие. Така. Море, опасен си ти. Наместо шпорето да го поправиш, ме разсипа мене. Слушай ми, ако зборим отворено, не съм се баш много претръгнал. Цаци, морам да ти кажа, мислам, јас давав отпор, вака, мислам, давав, ама то беше појако од мене, не можев да ти одолеам, сваќаш, мислам, ти си многу, апсолутно романтичен човек, мислам... То ти е чиста хемија, моја мими. У овој кревет се раѓа љубов као прохуело с вихором. На врв јазик ми беше. Него, знаеш што? Има да се менјам, у овој секунду има да менјам карактер. Цаци, немај, види. Нема ништо да менуваш, вака си многу секси, бе. Знам, али морам нешто да променам у животу. Добро. Земи ме за жена. А да прошетаме малко? Каде? До Нови Зеланд. До каде? Имам план. Повелете, господине Мантра. Сладко? Никако, готово, шеќерот одма ќе ми рипне, никако. Добро. Се загриживме малку за вас, знаете? Па имав некои важни неодложни состаноци, то не треба. Не грижете се, господине Мандрак, додека бевте одсутен, јас успешно ве заменував. Навистина? Како тоа? 2 пати паднав во несвес. Ете зашто јас се вратив од Нов Зеланд. Нашиот народ и кога му е најтешко, знае да се нашали, да ужива во комика. А не таму, за 4 години само 3 пати се насмеат. Овде се ми е смешно. Ни се плаче. Добро. Значи, сигурно сме положили. Сигурно. Еве го. Ми потврди мојот човек од офисот во Нов Зеланд. Еве го факсот. И сами може да видите. Да, нас ни се јави една комшивка за јајцето да праша. Имавме малку трема за испит. Па не е лесно да се полага англиски пред англичанец. Еден мој бивши муштерија Цане 5 пати полагаше. А што? Вие не му го лажиравте испитот? Како не, мислам, јас му понудив стручни, соодветни, адекватни услови, ама човекот се зинати. Рече, че положел од прва и тоа сам. И? Положи? А положи венци свежи цвеќиња кога умре баба му. Разбирам минајат. Да изедеш 100 тулумби, 50 шампити, кило сол, ама испит да се полагало? Може би не било од инет. Од нашиот инет нема ништо поголемо, ништо. Па ме избламира човече на крај, ме избламира. Зема да им се дере на тоа англичаните по телефон. Go to hell. И тие шо викаат? Кој тие? А овие англичаните. А што англичаните? Па кога им рекол go to hell, англичаните што му одговори? Тие англичаните. Па тие му рекоа мистер Цане,
Нема потреба никаде да не праќаш. Пеколот е веќе овде. Баш така му рекле. Па баш така. Ама поентата е многу јасна. Секој оној што мисли дека постои место каде што тече мед и млеко, најдобро да си остане таму каде што е. Цело време токму тоа сакав да го кажам. Па не може. Зошто? Па јас прв си кажав. Господине Мандрак, вие сте голем шегаџе. Тако сум од малечок. Сакам да сум со народот. Не сум како овие што се одродија. Таа ви е на место. Порано се водеше грижа за народот, господине Мандрак. А сега го заборавија, преку ноќ го заборавија. Никој не го спомнува. Ни во говорите не го спомнуваат народот. Граѓаните ова, граѓаните она. Од кај најдоа толку граѓани во оваа селјачка земја? Точно. Поуште кој ќе чујам пореските обврсници. Трпе. А дојди нешто да ми помогнеш во кујната. А сега не можем, ме фати темата, Троле. Трпе. Се извинјавам, господин Мандрак. Нема проблем. Кристофон? Тука е. Следната недела заминувате за Берлин на разговор. Визите ви се обезбедени, билетите ви се купени. Опуштете се, расположете се, облечете нешто поскромно. Последново нема тешко да ни падне, веруете. 1, 2, 3, listen to this. Scarlet, silk in the collar and gold in the hem. Грешка. They cried, and at this, Snow White awoke and sat up in alarm. Don't be afraid, said the dwarves, for we are your friends. You may stay here with us. We will look after you, and you can look after us. Раскажете со своји зборови што се случуваше. Превод? На англиски? Не, на кинески. Нормално на англиски. Сега? Не, во Берлин. Тоа е првиот дел од испитот. Тука ќе поминете сигурно. Ево вториот дел, тука ве очекуваат тестови. Какви тестови? Тестови за откривање интелигенција, способност, храброст, упорност. Во 200 збора ќе треба да опишете различни непредвидливи ситуации. Ако може малку по-конкретно. Еве, јас ќе ви кажам по-конкретно. Се враќате навечер дома, доцна навечер, и во станот затекнувате вооружен крадец. Што ќе направите? Ќе викнам полиција. Телефонот е исклучен. Ќе земам една хебла, па со... Неговиот пиштол е побрз. Добро да ќе викнам на помош. Сите спијат или не ги интересира туѓата неволја. Па може би ти се уплаши која ти не види и ти се побегне. Нема таму аматери, нема. Ке го прашам што сака? Пари, злато, накид. Ке му дадам. Ги немаш? Па ќе му кажам да дојде за некое известно време кога ќе се збогати. Не го интересираат пари. Може би е масовен серијски убиец. Па тогаш ќе ги викнам сите комши па да биде што помасовен. Стоп. Никогаш нема да положите. Нема да се лутиш, Мандрес. Вие сте заробеници на првата најголема заблуда. А тоа е дека ние сме и тромани, дека можеме да се снајдеме во секаква ситуација, ербапи, курнас, атанас. Па може, ама во кафеана, во некој скеч или во некој народни приказни. Во животот не може. Кажи ми како може, еве. Седи, нема да се лутиш, Може, така што јас сега ќе си отидам во моментов, а вие ќе размислувате на темата. Отидов. Добро да чекам. Нека си ги комшиите, нека ве однесат во Нов Зеланд. За кого работа јас. Дилетанти аматери. Не паѓам. Пријатно. Знаеш дека е побудала отколку што мислев? Минимум. И што правиме сега? Ништо, ќе размислуваме на темата. Тоа ќе правиме. Смисли нешто? И јас не. Джин тоник. Здраво и тие работи? Немам време, аце. Шибам у капитализам ко руска ракета у свемир. Купуваш фабрика?
Нема фабрики, се е продадено. Да погаѓам. Пиратерија, шоу-бизнес. Многу прашуваш. До кај со тоа пијачката? Обично. Направи дупла. Ова е голем ден за мене. Да погаѓам. Спатила дечко? Неколку. Потив кој ќе го затворат локалов поради неморал. До сега требаше цела држава да ја затворат. Джин тоник. Будни нешто и за тебе. Да наздравиме. Браво, бе, дечки. Само ти у градов пушташ квалитетна музика. Зар се сумњаш у мене? Никако, затоа и сум тука. Да се организираме и да им покажеме. Сака да не убијат со кич, шунт и политика. Па мене нема да може. Знам, ти си добар дечко. Наскоро ќе бидам и одсутен дечко. Во која смисла? Во смисла дека нема да бидам тука. Не ти ја разбирам баш смислата. Биди прецизен. Се селам у Нов Зеланд. Ти? Цела фамилија. Што се замисли се? Ја сум историчар на уметноста. Морам да се замислувам. И? Што сакаше да кажеш? Пред стотици години Британската империја ги натоварила на бродови сите своји криминалци ги населила во Австралија. Следната тура ги качиле на бродови сите криминалци кои имале пречки во психичкиот и физичкиот развој и ги населила во Нов Зеланд. Ова не ми се веруе. Мене не ми се верува. Не те разбирам. Мене не мораш да ме разбереш. Разбери се сами од себе. Пробав неколку пати, ама не ми оди. Ке одите тамо да им чистите офиси, базени, нужници, канализации, кондори, а овде ништо не ви чини. Како не ви е срам? Добро, кажи што сакаш. Го сакам твојот лирски глас помешан со бунтовничка енергија. И што ќе ти е мојот глас? Сум те слушала како пееш по гаражни групи. Собрав неколку дечки од разни групи и ни фали пејач. Не знам, ме батали в таа работа. Сакаш да бришеш кармини од чаши во Нов Зеланд или сакаш да пееш вистински рок во Скопје? Ти размисли. Што имаш тука? Срце? Тогаш нема никош да го закупиш. На здравје. Види ја шара. Од Шапка до Љуботин. Гледај. Облаци како лубеници. Не сум бил 10 години, мора да заминам некојаш. И? Што ќе правиш? Ништо нема да правам. Ќе најдам една ливада и ќе седам и ќе дишам. Тоа ќе правам. Никола, немаме многу време. Ќе слушам овци како блеат и ќе мирисам и со малиот прст нема да мрдам. Тоа Слушај да ти кажам нешто многу важно. Пред да заминеме, имаме да завршиме една многу важна работа.
Па јас одбивам да варосувам, да тресам теписи и да се поздравувам со роднини. Не сакав тоа да ти кажам. Сакаше тоа да кажеш. Не сакав. Сакаше. Што сакаше да кажеш? Сакав да ти кажам дека не смееме да бидеме многу носталгични. Да не е забранено. Па забранено, тоа е. После ќе ни биде потешко да се разделиме. Па полесни работи заборави. Што сакаше да ми кажеш? Ја сретнав Рафаела. Како е у Шведска? Нема веќе Шведска, се враќаат. Види го со колата, гледај го шо прави, па ме загради. Се враќаат назад и отворат градинка за децата на дипломатите. Стварно? А што е најинтересно, ми понуди работа. Што и каже? Ништо конкретно. А и онака не знаеме кога заминуваме. Знаеш дека мене ми се јави еден школски да ми каже за еден правен случај во неговата фирма, сака да го водам. Не. Да. Доста глупава, нели? Мислам дека морам да отидам да видам што е. Вчера бев на кеот. На Вардар. Од лева страна. И се присетив. Ти текнува една вечер кога купивме вина и кога отидовме таму и останавме до Собајле. До Собајле. Се сетила. Не беше шампајско? Не знам црно. А да одиме сега и да направиме на фотографија? Ти одиме, ама првин да се спакуваме, што мислиш ти? Да. Одам, а далеко е Берлин. Види го бе. Комшија! Не ме се верува. Синко, земи. Што е тоа? Бели пари за црни дни, така ме учеше татко. Ќе ви требаат? Не, нема да ми треба. Јас ќе купам едни кондури, мајка ти ќе купи еден костум. За в парк одење, полна капа. Не ми треба, имаме. Слушај, мислам дека и ние ќе имаме доволно пари, ако Мандра не ги бара назад. Нема ти што да мислиш, ќе правиш онака во што си длабоко убеден. Сакате да одите? Одете. Ако не ви е добро таму, вратете се. Ние сме тука да чекаме. Ма јас зборувам за парите, разбираш? Ама какви пари, Миклче? Пари. Фала ти многу. Се надевам дека ќе ги вратиме брзо. Нема да... И немој да плачеш. Од Собајле. Фала ти многу. Повелете. Фала. Магдалина, ми е страв. Не се секири, Благица ќе помине брзо. Оди, ајде. Оди. Ајде. Чао. Значи да, едно списание и 2/4.
Чао. Здраво. Мало светът, зарем не? Да, вие тука работите? Нема врска. Овде сум на пракса. Пракса. Ме праќаат по цигари, по вестници, по списанија, по чудни луѓе, не знам, некои мислат дека сум пилот, најверојатно. Сите мислат дека сум пилот, не знам, им личам, најверојатно. А ти? Што наому, да не... Не. Другарка ми ја чекам. Од кафичет, така? Да, таа другарка. Таа другарка, да. А друга, па... Не знам, сакаш малку да поразговараме? Да, може да поразговараме. Слободно, да. Па, не сме баш нешто многу зборлести, а? Па, не се познаваме баш. А ти би сакала да се... Да, може да се запознаеме. Магдалена. Владимир. Влада. Што ти рекоа Бојаница? Втор месец. Кај беше ти досега? Уплаче в лото. А зошто не ми кажа? Ме задржа една школска другарка. Школска другарка. Како се познавте? Си разменувавме карактеристични белези. Што си тикнал толку паника? Овие чувариве од маркетов цело време ме следат. Па што, ако те следат, тоа им е работа? Па зошто баш мене? Ти си им сомнителен. Ти знаеш дека цел живот не сум излажал, а камо ли нешто украл. О, знам бе, трпе. Затоа се тресеме пред поштенското сандаче. Не разбирам што се кажеш да кажеш. Сакам да кажам дека тие што крадат немаат проблеми со плаќање сметки. Слушај, да наполним уште една ваква количка? Зошто? Далеко е Берлин. Берлин си е наместо, ние сме далеко. Еве ја за останатата, Кири. А еве ти за 6 месеци однапред. Види што прави човек. Ванчо, не ми се верува. Тебе не ти се верува. А мене? Абе, до вчера за Симит Погача нема, гледаме сега се раструвам што пари, колку... А не ти се верува? Па не ми се верува, да. Обично мене никој не ми дава никакви пари, обично парите ги давам јас. Мене, многу ти кажам, ми се допаѓа сценава да ја повторим. Немој, остави ги парите. Може да се пишманиш, потоа нема назад. Денеска сите ми даваат пари. Ај зарно зубо. Ај зарно зубо, бе, знаеш како сум се чувствувал, бе, кога доаѓав наму ко танкер пунеј, вака, моха. И цело време се штипе вака под мишки. Ода ми се штипа. Зашто се штипеш? Како зашто е, па да видам дали сум буден човече, чивица направив мода. Добро, како дојде до пари, бе, кажи? Ето ти е стратегија паука. Да, ја плете мрежу, он улази у њуга. Ај, зарно зубо. Ај. Слушај, сега кога имаш пари, се чувствуваш како патриот? Сега брзам, друг пут ќе правим обезото.
Што ти ова, бе? Први да рекој. Чекај се. Мандра ви ги праќа, еве ги пасошите. Еве ги пасошите, имаш и карти, и има внатре броеви од Берлин колку за да се снајдете. Разбираш? Ај сега брзе, среќен бат, се најубаво и овако, допи го ти го. Ајде, ке се, ајде, чао. Седам се. Значи утре... Да. Ќе го навијам ја будилник. Многу е рано, не мора толку рано да станувате. Рано се обајај, ќе викнам такси. Не викај, ќе дојде мандрак, ќе не собере со кола. Да. И натрпав слика. О, благодари ме. За среќен пат. Леле, колку е убава. Леле, Дојди да те бачам. Ке да видам? Види ја тиква, гледај. Убава мртва природа. И како не е? Калинка. Ова ќе си го земеме во Нов Зеланд. Авионот? Калинката бе. Многу убаво. Lascia play,